Добро дојдовте во новата епизода на Bizcast. Во новата епизода имаме гостин кој што досега не гостувал во бизнис подкаст. Станува збор за Игор Ефремов, кој што е самостоен адвокат и има своја адвокатска канцеларија, многу логично. Добро дојди. Добар ден, благодарам на поканата. Ти имаш гостувано претходно на повеќе радио емисии, подкасти и слично, и телевизиски емисии? На подкасти и на радио емисии. Да. Значи, се ти е познато, нема потреба да... Отприлика имам некое малку искуство со гостување. Одеме право на ти, може ли? Да не Добре. крешам многу јаси јазици. Добро. Од каде пасијата кон правото? Дали од секогаш знаеш дека ќе бидеш правник? Тоест адвокат. Види Петар, дали од секогаш знае. Од секогаш како мал сакав да бидам пилот, сакав да бидам астронаут, како и секој мало дете што сакам, меѓутоа полека со годините, како созреваш, како завршуваш средно образование, доаѓа ред треба да запишуваш факултет и тоа се моменти кога треба да се одлучиш што понатаму и да имаш некоја барем мала визија како би течел твојот живот понатаму. Така да по завршувањето на средно училиште требаше да запишам факултет и во тој момент мислев дека правен факултет ќе биде добар избор и од денешна гледен аспект мислам дека не сум го ни погрешил изборот. Лесно ли се помина тие 4 години студии? Па лесно. Студентски живот и не е толку тежок, меѓутоа студиите се малку потешки. Животот е полесен, а студиите се тешки, меѓутоа ако знаеш, ако учиш нешто и сакаш да продолжиш понатаму во животот да го работиш тоа што го учиш, претпоставам дека не би ти било проблем ниту па да имаш тежина да го тоа целото учиш и да го студираш. Сега можеби сега не знам моментално како е во факултетите и во универзитетите, во периодот јас кога студирав, единствен хендикеп да го кажам беше што имавме само пракса, имавме само теорија, меѓутоа немавме пракса. Значи јас завршив 5 години правосудна насока правен факултет, меѓутоа ниту еднаш не бевме на суд, не бевме во затвор, така да немав никакво искуство у делот на практицирање на правото. И завршуваш правен факултет, не знаеш едно обично, не знам, полномошно да се оставиш. Каде го стекна искуството? Како започна со работа? Значи по завршување на правен факултет за да стасаме нели до адвокат, треба да се полага правосуден испит. За да го полагаш тој правосуден испит, услов е да имаш 2 години пракса како практикант, дали кај некој адвокат, дали во суд, обвинителство или можеби како правник во некоја фирма. Кога дојде моментот да јас треба некаде да практицирам право, одлучив дека подобро за мене ќе биде да бидам практикант во некоја адвокатска канцеларија, имајќи предвид дека сакам да понатака да продолжам како адвокат. Така да започнав во едно адвокатско друштво. Во тој период имаше вработено околу 10 души, така да целото знаење, целата искуство го стекнав од таа канцеларија, имајќи предвид дека веќе постоеше таа канцеларија долги години, има големи предмети, така да она што го стекнав како знаење, потоцна по завршување по полагање на правосудниот испит, земајќи лиценцата како адвокат, останав, продолжив да работам како адвокат во таа канцеларија и останав по земањето на лиценцата уште 4-5 години да работам и потоа дојде период кога веќе одлучив дека треба да се стави рез и да се почне сам. Како изгледаше да се стави тој рез? Дали беше едноставно да се донесе одлуката од утре, одам сам? Видете, такви одлуки не се донесуваат од денес за утре, сепак не зборуваме за одлука дали ќе одам на одмор или дали не знам ќе излезам веќе со другарите, па се денес ќе одлучам, утре ќе излегувам или не. Зборуваме за одлуки, за животни одлуки. Значи тоа ти се менува целиот пат во животот, за кариера, семејство. Како претходница на таа одлука имаше други некои
моменти што се случија, значи пред неколку месеци пред да ја донесам таа одлука, ја запросив мојата сега сопруга, почнавме да средуваме за заедно да живееме, во нов дом да живееме и знаеш, веќе велам кога веќе почнувам нов живот, нели, брачен живот, нов стан, веќе велам да почнем и нова работа, па од нула да тераме заедно и понатаму. Не те плаша финансиите во тој момент? Ме плашува финансиите и уште ме плаша, да ти кажам. Меѓутоа, знаеш, подобро, барем јас така мислам дека подобро што порано и помлад да започнеш, кога се уште имаш грб зад себе, семејство имаш, фамилија имаш, за не дај Боже и за дај Боже имаш некој на кој можеш да се подпреш. И верувај, јас на сите го кажувам тоа, не може вие да очекувате да започнете, без разлика не е само адвокатура, каков бизнис да започнете, дека вие за година дена ќе бидете милионери. Значи ви треба по некои непишани правила, во првите, не знам, 3 до 5 години ти треба само да можеш да ги покриваш трошоците за бизнисот и за самиот себе. Ако успееш да пуштиш плата, веќе ти си успешен како бизнисмен. Така да за почеток на било кој бизнис нормално е дека финансиите ќе бидат проблем, меѓутоа јас такво мото имам, секој утро станувам и не знаеш денот како ќе тече, така да станеш, се спремаш и одиш на работа. На кој начин доаѓаш до клиентите? Еве, дали се правни лица или физички лица, дали најмногу се доаѓа од уста на уста, или сепак контактираш, разменувате мислења, ставови, посетуваш некакви конференции, некои собири? Види, на почетокот кога започнав, кога отворив канцеларијата, нели, за да дознаат луѓето дека јас сум почнал сам да работам, ги користев и малку социјалните мрежи во дел на, нели, објава на стори, објава на некои постови као еве во мојата канцеларија сум вака. И сега знаев некои луѓе што имаат компании, што имаат фирми, им пристапив, им се понуди за работа и знаеш, имаше некои што до ден денес работам компании за нив, што не ни очекував, што е наобична порака. Здраво, јас сум Игор Ефремов, или веќе се знаеме, сакам да ти известам дека започнам со моја сопствена адвокатска канцеларија, ако имаш некои предмети, може да работиме заедно. И само добивам порака, имам, ќе се слушнеме утре. Еве, од кога ми отворена канцеларијата, до ден денес соработуваме. Така да, како се добиваат клиенти? Со движење помеѓу луѓе. Значи, ако си ти пасивен и седеш само на едно место, па и за твојот бизнис, ако седеме само, ти не како ќе најдеш ти клиент ако седиш ти овде во канцеларијата. Значи, со движење помеѓу луѓе, со пробивање, со разговори и јас, знаеш, особено па и за адвокати, да речеме, мојата работа, се сте на кафе, пиете кафе, во кафана, значи, тоа е своевиден состанок. Значи, и кафе пиењето е состанок. Не мора да значи состанокот да биде во канцеларија, да седеме ние тука и треба да дебатираме. Може да пиеме кафе и да разговараме за проблеми, за теми, не знам. Може во кафана да седнеме. И најчесто во кафана, па и велат дека најголема пракса, најголемите бизниси во кафана се случуваат. Дали чувствуваш промена на телесна тежина на вака откако работиш сам? Па, дали телесна тежина, што знам, сигурно има промени сега. Може би ти ме знаеш и од порано, па сигурно си приметил. Што ме прашуваш? Не, така? лично искуство, пример, кога започнав јас со маркетинг агенцијата, бев фокусиран само на работа. И во тој период накачив некаде околу 10 килограми плюс. За по една година да кажем, стои, доста е толку, нели, јадење, сега внимаваме и се враќаме повторно. Од тај аспект дека проблемите, оние детски болести ти на фирма. Ти тоа го правиш несвесно, ти јадеш несвесно, мислејќи оптеретена ти е главата и мозокот на други работи, други мисли за работа, за бизнис, и ти несвесно јадеш, несвесно пиеш, несвесно, и кога немаш потреба за храна, ти ја внесуваш со храната да задоволиш други мисли, други нервози, да ги потиснеш со јадењето, да речем, или со благото, со газирани пијалци. Зошто е важно да бидеме упатени во правото, да имаме познавање?
Па види сега, вашиот подкаст е Bizcast, значи претежно за бизнис, а јас мислам дека правото и бизнисот се меѓусебно поврзани. Значи не можеме да зборуваме за добро развиен бизнис без добра поставеност од дел на правото. Така да, доколку и компании, самите компании, и за физички лица, па и за правни лица, сите бараат некоја правна сигурност, доверба, така да ако и ние поради тоа имаме и проблем, да речеме, со компании со законот, бидејќи недоволно се правно едуцирани, недоволно се економски едуцирани, од друга страна малку поголемо суета, па не ќе да прашат, не сакаат да се советуваат со други и знаеш, прават некои работи што отпосле дознаваат дека тие биле нелегални работи, мислејќи дека тоа е правилно така да го направат, и поради тоа сметам дека правото е право пропорционално со развојот на правото е право пропорционално со развојот на бизнисот на секоја компанија. Без разлика дали компанијата има еден вработен или има 1000 вработени, сметам дека секоја компанија треба барем да се консултира за било какви чекори со адвокат. Дали се спремни овде бизнисите за аутсорсинг, надворешна соработка со адвокати, или сепак доаѓа до моментот тие самите интерно да си земат правник или слично? Како доаѓа тој степен или како функционира тој дел? Претежно 90% и повеќе имаат вработено правници. И сега тие правници ги работат секојдневните работи во компанијата во стилот на пријави на вработени, одјави на вработени, решенија за годишен одмор, решенија за К15 исплата, значи тоа се работи, секојдневни работи што може да ги состави, да речеме, некој адвокат и после они само врз основа на тој шаблон да менат име, презиме и решение за годишен одмор да му издадат. Сега ако збориме за компанија која што има потреба со комуникација со институции, има потреба од наплата на побарување на ненаплатени, има потреба од судски постапки, извршни постапки, нотарски постапки, веќе во таков случај компаниите веќе предпочитаат да соработуваат и да ангажираат адвокат. А каква е економската ситуација во Македонија, еве, на споменати се побарувањето? Дали се наплаќаат, дали се фирмите заглавени или сепак функционираат? Дали се заглавени? Не е толку сјајна, меѓутоа не е ни толку лоша. Значи има компании, знаеш како тоа е еден, да го гледаме како еден затворен круг, и сега ако ти имаш земеш ти купиш микрофон и ти дават фактура. Ти дава фактура, ако нема да платиш на добавувачот, тој нема да може да плати на производителот. Производителот нема да може да плати плата на работниците, работникот ќе остане без работа. Значи круг е тоа, значи голем затворен круг. И сега имаме ние компании кои што имаат бараат, например, да ги плаќаат фактурите. Самите компании бараат валута на фактурата да биде од 90 до 120 дена. Тоа значи од 3 до колку таму 4-5 месеца да им плаќаат, некои бараат и на 6 месеца валута. Сега ако ти си некоја новоотворена компанија, сакаш да се пробиваш, меѓутоа се нудиш на таа компанија да ги продава твоите производи, и како ти ќе можеш да ги набавиш ново продуктите да му ги продадеш кога не ти уште платена старата роба што ти се продала. И тука веќе и сега ти ќе мора да земеш кредит, наречеме, за да можеш да нова набавка да направиш. Не ти е платена старата и тука веќе ти доаѓаш до некои проблеми да не можеш да си платиш, да си пушиш плата, не можеш да ти платиш вработените и тука настануваат проблемите. Меѓутоа има сериозни компании кои што па гледаат да се во рокот да биде исплатено. Меѓутоа, да ти кажам, ако па се би било сјајно и ако нема ненаплатени побарувања, што би работел јас не. Така да... сега ти си во услужната дејност на ист начин како и нас. Да. Не иста дејност, но слично. Да. Услужна Услуги, дејност. да. И како се справуваш со наплатата, со функционирањето во тај дел? Како функционираат кај нас луѓето? Бидејќи, еве, ние имаме конкретен проблем, пример. Луѓето кај нас не сваќаат дека некогаш и консултациите се вредни за наплата. Токму тоа сакам да ти кажам. Значи, кај нас луѓето, он вели, он сака производот
да го фати чашата. Значи таа чаша, ти ми ја продаваш мене 100 денари, аха, добро, ти си ја купил 70 денари, ми ја продаваш 30 денари кер, меѓутоа јас имам чаша. Меѓутоа не можат. Не дека не можат, веќе тие генерации заминуваат, новите генерации знаат што значи услуги, знаат што значи интелектуални услуги. Горе-доле веќе има некоја стабилност во тој дел, меѓутоа се уште има луѓе кои што не можеш ти да му објасниш дека ти на него му продаваш интелектуална услуга. Му даваш мисли, му даваш совет. Едноставно, како би рекли ние во Штип, му продаваш мозок. Значи, ти си дошол кај мене за совет, за мислење. Или, еве, прост пример, ти правам договор за закуп на, еве, имаш стан или деловен простор. Тој договор јас ти го правам и ти велам, не знам, пример, 5000-6000 денари ти кошта, ама многу е, чекај малку, многу е. Значи, ти врз основа на тој договор го издаваш станот или па можеби дуќанот наредните 10 години и ќе зимаш кирија по 1000 евра месечно и сега тебе ти е многу за некој што нешто составил за ти да бидеш заштитен од тој што го зима под закуп објектот или па тој да биде заштитен од тебе што го зима тој закуп. Значи, не може, и сега он вели, ама сега ти тај договор ќе го направиш за 10 минути 15. Ба да, јас ќе направам тај договор за 10 минути затоа што јас сум 5 години учил правен факултет, 2 години сум стажирал, 5 години сум работил кај адвокатска канцеларија и 4 години имам моја канцеларија. Значи јас сум 15 години веќе у правото за да можам тај договор на тебе да го направам за 15 минути. Значи мора луѓето да разберат дека услугата се плаќа. Интелектуалната услуга се плаќа. Меѓутоа ние и мора да научиме и малку и сами да се ценеме. Еви, претпоставувам дека и ти го имаш тај проблем. Ако, нели сега ти одеш, нудиш некаде, правиш реклами или и сега ти ќе направиш рекламата, ќе му побараш на него, не знам колку пари, ама скапа е, многу е. Чекај бе човек, сакаш реклама или не сакаш реклама? Таа реклама кошта толку пари. Таа реклама ти е направена, ти може да ја склопиш, сега не ги знам тие вашите алатки за користење за програмите, не ги знам да ги кажам, меѓутоа можеби ти додека пиеш кафе со клиентот може да му скопиш целата реклама. И сега и ќе му кажеш дај 1000 евра за рекламата. И многу е. Ти го направи ова за кафе. Па да, го направи за кафе затоа што претходно сум посветил 4 години да ги изучам алатките, која алатка точно ќе одговара за твоето видео, за да биде како што треба видеото. И што мислиш, дали се мени полека менталитет? Ти, еве, рече ти напомена дека младите генерации како идат, нели, па се мене тоа размислување, но колку време би било потребно да се заменат тие генерации, тие размислувања, бидејќи сепак има и од новите генерации кои што сметаат дај што можам да искористам најмногу. Најмногу за најмалку пари? Да, за најмалку пари. Види, тоа е човечки синдром, ти тоа не можеш да го смениш. Секој сака да добие максимум за минимум платено. Значи тоа е човечки синдром. Сега јас мислам дека менењето на годините на новите генерации сметам дека ќе дојде до промена имајќи предвид дека ни е отворен светот, видикот, гледаат емисии, гледаат филмови како функционира другите земји, не живееме уште во Југославија, па сега нели тука Тито како кажи и така. Значи има луѓе што у годината можеби прошетаат по 15, по 20 различни земји, знаат, гледаат како функционира. И сега ако ти во Германија, прост пример, ако во Германија ти не ја фрлаш книшката на земјата, зошто тука ја фрлаш книшката на земјата? И сега таму кажуваме дека е чисто затоа што германците имаат култура и не фрлаат на земјата, а тука не е чисто, оти ние таму не ги фрламе книшките, ама тука ги фрламе на земја. Добро, тука веќе влегуваме во функционалноста на системот. Па добро, ама се испреплетено тоа. Дали имаш некоја личност која што ти е репер или која е твојата цел на крај? Еве напомена дека си стажирал и потоа си работел во адвокатската канцеларија каде што имало 10 вработени. Дали сакаш да се шириш во тој дел или сепак ќе фатиш и ти друг пат? Не, јас би сакал да, и тоа ми е и целта на мене, да се расширам како адвокатска канцеларија, да имам многу повеќе вработени, да стасам до момент да јас бидам,
на некој начин како менаџер ти да донесуваш само предмети да се работат. Меѓутоа тоа е трнлив пат по кој што мора да се оди и сега за сега ми е окей, така да сметам дека со работа може и да се постигне тој успех. Еве центарот на Македонија е Скопје, се врти во Скопје, Да. а ние сме од Штип. Дали сметаш дека имаме бариери за работа? Бариери. Петар, Скопје е на 35 минути од тука. И на мене ми се има случувано 2 пати денот да идам и да се враќам од Скопје назад. И јас во неделата 2 пати или 3 пати одам за Скопје, така да не го сметам тоа како некој, не знам, бариера или предизвик. Да, може би поголем трошок или сега и нервози, проблеми и се тоа, меѓутоа блиско е, така да може би е бариера поради тоа што сите институции се во Скопје и за било каква работа мора да одиш во Скопје. Меѓутоа по друга страна, јас кога разговарам со колеги адвокати, на пример од Скопје, друга поволност имаме ние во помалите градови. Пример, јас во Штип можам за, еве, и ти си во Штип, го знаеш градот, значи јас можам за некои си 30 до 40 минути да отидам од судот, да отидам до општина Штип, можам да отидам до УЈП, можам да отидам до Централен регистар, до катастар на недвижности, можам да отидам до било која банка и тој цел круг да го направам за 40 минути. Во Скопје денес ти освен една до две институции ти не можеш да поминеш. Значи прво треба да користиш возило цело време. Штип знаеш дека можеме пешки да го изодеме целото или скутер. Скопје без возило, па како и да е скутер да е, ти без возило не можеш од една друга институција да отидеш. Така да тоа е бенефит за нас, затоа што ти тоа што ќе го завршиш во Штип за еден ден, во Скопје ќе треба цела недела да го завршиш. Е сега, како изгледа еден твој работен ден? Еве напомена, може би се случило во неделата и по 3 пати, 2 пати да отидеш до Скопје, па да се вратиш и пак да отидеш и слично. Дали знаеш отприлика како тече еден работен ден или кај те носи потос? Види, јас претходната вечер пробувам да си направам план за, нели, не можеме да станеме и да не знаеме каде одиме и што правиме. Правам план за утрешниот ден како би течел, со кој треба да се сретнеме, како се видам. Меѓутоа не значи дека сабајле во 8 часот нема да се смене планот. Со еден повик или со еден имејл може целиот ден да се поремети, нов план, правиш комбинации, другите планови ги растурат, така да јас првенствено, јас бидејќи станувам секое утро во 6 часот, јас пијам прво кафе. И првото утринско кафе се пие, знаеш што кој? За кој? Сам со себе. Зашто? Со тишината и со мирот, да. Зашто? Првото кафе, за да си дојдеш сам на себе, да се сконцентрираш сам за себе за денот. Така да потоа се туширам, се спремам и излезам, па натаму денот само ќе покаже. И јас за тоа и на сите го кажувам и за било кој бизнис тоа. Значи ти сабајле треба да станеш, да бидеш спремен за денешниот ден, треба да бидеш спремен денеска за работа. И ти можеби си правиш твој план за денешниот ден, меѓутоа ти не знаеш на чив план ти си ставено вчера, на чива чек-листа си ти од вчера, така? Може некој ти се штикрилал, утре треба да разговарам со Петар за некоја реклама. И ти денес си имал, например, сабајле си станал, чек, јас денес, пример, треба да си идам со Игор да разговараме, не знам нешто, треба да правиме некој договор, ќе вработуваме некој човек. И на тебе ти се јави некоја компанија од Скопје со 1000 вработени, треба да правиме некои големи реклами. Што правиме одма? Игор за утре, денеска работиме со клиентот. Јас имам друг принцип. Ја гледам ако може и со двете во истиот ден тоа да се заручи. Ама сега, ако може, ама ако не може, првенствено одеме кон тоа. Кои типови на клиенти најчесто ги работиш? Еве, физичките лица, компаниите, институции можеби застапуваш некои? Јас претежно се ориентирам, гледам претежно да ми бидат клиенти, да ми бидат компании и претежно работам со компании. Меѓутоа тоа не значи дека немам физички лица, тоест семејно право, граѓанско право, спорови, така да има од се по нешто. Разводи, тоа актуелно исто така. Добро ли се наплаќаат разводите кај нас? Разводите не се наплаќаат, да, не е проблем за наплата, меѓутоа таму се други проблеми. Таму треба да бидеш не само адвокат.
таму си и психијатар, и психолог си таму, и треба да бидеш спремен. Јас, знаеш, имам некоја пракса, кога дојде, било без разлика, маж, жена, сака да се разведат, и они сега, знаеш, кога дојдат, они сакат да ми кажат мене маките, сака да ми каже зошто да се разведуваат. Меѓутоа, јас седим и кажам, не ми кажувај, не сакам да знам, не ми интересира. Мене стварно не ми интересира вие дома што му си правите, зошто се разведувате. Ама он вака или она вака или... Не, сакаш да се разведеш или не. Ама јас на судот ќе му кажам, он тоа ми рече тоа. Значи, бракоразводната постапка и во суд е проста. Никој не те прашува од тебе за причините, зашто дали ти сакаш што него да бидеш, па не геш, па он ти рекол вака, ти си му рекол така. Ако двајцата се одлучиле да се разведете, кој на сила ќе ја држи во брак? Или едниот ако не сака да биде во брак, како може другиот на сила да држи? И меѓутоа колку им кажуваш нели луѓето, не сакам да знам, они кога веќе се спремни дека доаѓаат кај адвокат за развод, они веќе се спремни и со приказната што треба да ми ја кажат. И јас колку и да не јас ги слушам приказните и така да на некогаш многу ме исцрпуваат такви муабети, за жал. Еве, јас имам претходно искуство со сличен пристап на работа. Имав на почетокот кога работев во таа фирма, проблем со емоционалната дистанца. Доаѓаат луѓе ти кажуваат Тоа е голем проблем. Дали знаеш да направиш таа емоционална дистанца? Еве, веќе си 15 години во адвокатурата. Например, јас го имам тој проблем првите 6 месеци. Потоа ништо не допираше до мене. Може пред мене човек да плака, да си удира од земја и слично. Океј, тоа не е до мене. Не можам јас да ти помогнам од тај дел. Види, тоа што побрзо го решиш, многу подобро ќе ти биде и за тебе и за твоите најблиски. Затоа што ти ако тоа што ти го кажуваат на тебе на работа, што велиш ти семејните проблеми, личните проблеми, ти агривираш на себе, тоа ти ќе го пренесеш и дома. Ако на тебе ти се растури расположението од приказната на клиентот, ти таа нарушено расположение ќе го пренесеш и дома. Значи мора тоа што е работа. Јас можам денес сега да седам со тебе, ти ќе плакаш пред мене, окей, мене нема да ми биде се едно ти плакаш. Меѓутоа ти ќе се заминеш, јас имам и други врски, имам и други луѓе. Значи јас не смееме, без разлика не само од адвокатурата, не смееме да дозволиме другите чувства да имаат влијание врз своите чувства. Другите емоции да имаат влијание врз твоите емоции. Особено па не во бизнис, кај што не смееш да имаш ни емоции. А дали знаеш, дали бизнисот, проблемите од бизнисот се споделуваат со најблискиот круг? Пример, јас имам личен став и мислење дека оние проблеми кои што се случуваат во бизнисот не треба да ги засегаат моите најблиски, од причина што таа енергија, еве како што кажа ти, ќе афектира врз нив. Или, окей, се кажува само до одредена граница, за да не биде, сега што се случува со таму, ќе биде ли добро, да нема загриженост и слично. Види, Петар, јас сум души таков и не само и за работа, него кај мене тоа што е на работа, е на работа. Кај мене дома, ниту мојата сопруга, ниту мојата фамилија, семејството, никој не знае, јас ниту кои ми се странки, ниту што сум работел денес, ниту со кој сум се видел, ниту какви предмети имам, дури се случува, например, на мојата сопруга и приде некој, знаеш, маш ти бил адвокат на тај, а таму од другата страна е маш ми, и не знам, вика. И се на другите луѓе ме чудно како може мојата сопруга да не знае што работам. Ама тоа јас го работам на работа. Јас дома сум родител и маш, сопруг. Така да јас дома си имам други обврски. И нема потреба дома да ги знам. Ја може денес да биде тежок ден за мене, меѓутоа јас кога ќе одам дома, јас мора да бидам најдобар, така? Да. Значи и поради природата на работата има ситуации кога сум гледал лоши работи. Збориме во дел на кривични постапки. Сега јас ако дозволам тие да се агривираат на мене, јас ќе имам проблеми дома. Сега од радозналост некогаш мојата сопруга, знаеш, донеси нешто дома да видам некои слики, да видам некои видеа, немаш потреба. Значи, јас сум ги видел, знам што има и знам дека не е за да ги видиш. Така да, тоа што е за работа си останува на работа.
Дали сметаш дека кај нас има доволно правна култура и доверба во институциите? Кај нас довербата во институциите па и во судството во последниот период е 2%. да, па во последниот период е на удар целосно и актуелна тема е доверба во институции и во судство. Знаеш, јас имам една друг став, друга теорија. И институциите и судството не смееме да ги генерализираме работите. Значи, зашто имаме недоверба? Затоа што, не знам, не донесувале одлуки добри судиите или, не знам, институциите. Луѓе, кажете ги со име и презиме. Тој направил прекршок, тој направил грешка, тој да ги санкционираат тие, да ги останат од работа или како и да е, за да ја вратиме и довербата и во институции и во судство. Ако ние само велиме никој не верува на суди, никој не верува на институции, како ние ќе одиме напред или како ќе го отстранеме тоа ткиво што е негативно. Значи имаме заразено ткиво, мора да се отстрани тоа. Како ќе го отстраниме ако генерализираме? Ама исто е и сега ајде збориме со недоверба, меѓутоа и за адвокати, еве пример, ќе си земам пример за адвокати. Кој е мислењето на луѓето за адвокати? Они преваранти, само пари земаат, ништо работа не ти завршат. Тоа е генерализирање. Значи, кажете ги со име и презиме. Тој ми зеде пари, не ми заврши работа. Тој ми излажа дека така ги биде вака. Значи, ако тргнеме со индивидуализирање на проблемот, а не генерализирање, може да успееме. А се додека ги ставаме под иста капа сите луѓе, нели, со муабетот, сите се исти, ништо нема да успееме. Еве, например, и за твојата компанија. Ако јас кажам, сите што снимаат реклами, ајде, сите маркетинг агенции. Сите маркетинг агенции, значи не е така. Мора да се знае кој е, што е и како е. Ако некој ти ветил дека ќе направи реклама, да речеме, а не ја направил или не како што ти била, не можеш ти да речеш сите се такви. Кажи го таа и таа компанија, тоа направи. Да, тоа баш го дискутиравме во претходната епизода, кога ја бев гостин во мојот подкаст. Да. И беше интересно, бидејќи јас избегнувам да се кажувам дека сме маркетинг агенција. Затоа што маркетинг агенција или дејноста е толку многу извалкана, баш поради такви причини, каде што одредени компании само гледаат да ги земат парите, тоа е тоа. Па исто е, значи у секој бизнис е така. Има и адвокатите, колку ќе треба за тоа и тоа, толку и толку пари. Адвокатот му земе пари, ни на телефон му дига, ни во канцеларија заклучено му е и адвокати сите сте лоши, сите сте ѓаволи, сите сте преварени. Чекај бе, човек, имаш лошо искуство со некој, кажи го, не оди стој. Дај. Само така можеме да сменеме некои работи. Како оценуваш бизнис климата во Македонија? Дали условите за предприемништво и бизнис се фер кај нас? Јас мислам дека сега скоро со некој разговор не се сеќавам, како што едно време на филмовите ни ја прикажува Америка како земја на можности, јас мислам дека Македонија моментално е земја на можности. Значи ти моментално да во Македонија бидеш без работа или да не можеш да заработиш, не знам, за минималец или да речеш немам пари, нема работа, нешто до тебе. Значи, толку многу има компании, толку многу огласи за работа има, толку многу можности сам да почнеш да работиш. Има многу луѓе седат дома на тераса, на лаптоп и работи за некоја американска компанија, работи за некоја норвешка компанија. Отворен свет, а живееш во Штип со минимални трошоци, да речеме. Живееш во своја куќа, не плаќаш кирија, така. Ефтино животен, колку толку поевтино да живееш, нели, во Штип, отколку Скопје, да не збориме па во Микен да живееш. И сега ти можеш од тука, а да земаш некоја европска плата, америчка плата. Така да, мислам дека толку многу е отворено, светот е отворен и Македонија мислам дека моментално има стварно добра можност за секој што сака што малку е поупорен, дека може да успее. А дали државата, ти си повозрасен од мене, повеќе искуство, сметаш дека ги поддржува предприемачите и бизнисите? Има некои мерки што ги доделуваат од владата за новоотворени компании, за стартап компании, за нови вработувања. И сега колку тие се искористуваат, немам точна бројка, не знам, меѓутоа знам дека поради тоа што го работам, знам дека доваѓаат кај мене компании кои што ги
започнуваат со работа и аплицираат за грантови или земале грант па за отварање на фирми, така да сметам дека има некоја поддршка. И сега таа поддршка колку е доволна за да ти развиеш некој бизнис, меѓутоа колку и да е, па е подобро од колку ич. Ич. Не. Сега сепак подобро е. Да. И сега и тоа сакам да ти кажам и претходно, гледам сега пред некое време на социјалните мрежи, имаше некој оглас за вработување и имаше пишано плата, понудена плата беше, не знам, под 30.000, 27.000, не знам така некој беше. Ти знаеш оздоле, ако имаше 100 коментари и 100 нотификации, сите беа ха или оди сам работи за таа пара. Сакам да ти кажам дека луѓето се освестуваат, за жал со инфлацијата веќе парата и нема вредност до душа кај нас, меѓутоа мило ми е на мене, јас се многу нервирам кога гледам млади и сега не би сакал да ги навредам, меѓутоа сега ќе одиме ние во партија да шлакаме раци за да чекаме партијата да ме вработи, а ти си 25 години, 30 години, пун со себе, пун со енергија, имаш за да почнеш било што да работиш. Јас сончоледи продаде. Биди си свој. Зашо да чекам јас некој шеф да имам утре? Јас искрено ти кажам, Петар, сум и кога сум студирал право и претhodно, уште у старт ми е била мислата на мене да јас работам некаде кај што нема да имам работно време и нема да имам шеф. Шеф и така, меѓутоа работно време на мене ми е многу голем притисок. Јас не сакам да работам, да јас некаде отидам да се сабали у 8 чекирам, у 40 чекирам, да чекам 10 сато за пауза, за кафе. Не можам јас. Тоа е за мене стега, разбираш? Јас сакам слободен да бидам. Јас и адвокатурата па и твојата работа, ако денеска, освен нели ако имаш некој судење кој си врзан со време, денес не одам на работа, ќе одиме со семејството на ручек. Сам си го организираш денот, така? Утре па ќе останам до 8 во канцеларија. Сабота ќе бидам, недела ќе бидам во канцеларија. Значи сам да си го организираш времето и врз основа на тоа сам ќе си правиш планови за утрешниот ден. Колку е важна дисциплината, еве, сега тоа го напомена и ти, сабота, недела да останеш на работа. Дали сметаш дека кога имаш поголема флексибилност си попродуктивен или спротивно? Па јас мислам дека си попродуктивен, види дисциплината. Дисциплината е според мене поврзана со самопочита. Ако си дисциплиниран, се почитуваш сами од себе. Ако си дисциплиниран кон вршење на работни обврски, работни задачи, ти знаеш дека нешто треба да сработиш. Ти имаш снимана емисија која треба да ја монтираш и треба да ја објавиш. Ти таа мора да направиш. Колку си подисциплиниран, побрзо го сработиш тоа, побрзо ќе имаш резултати. Ако го договлечуваме целото тоа, за џабе и емисијата, џабе и монтирањето на емисијата. Исто и во адвокатурата, исто и во било кој бизнис. Дисциплината и, пак ќе кажам, планот за работа, планот за течењето на денот се многу битни за самото функционирање. Значи, дисциплината, да, многу ќе ти помогне во бизнисот, затоа што е тесно поврзана според мене со самопочитувањето. Дали имаш некоја анекдота, некој интересен момент од клиенти, од што се случувало, дали еве на судење или надвор? Имаше еден пред лани, мислам дека беше, бевме, мислам дека во тек на бракоразводна постапка и ми се јавува при крај на работно време или после завршување на работно време жената, фактички јас нели полномошник на жената во бракоразводна постапка и ми ѕвоне, ама нешто јас некаде седев, не знам, на кафе, на состанок и не дигнав први пат, ми звони втор пат, упорно. И викам нешто се случува сега, у бракоразводна постапка претпоставувам нешто семејно наследство, не знам што се случува и повели, вика сам ли си? Сам сум. Вика може ли да збориш? Можам. Да ти кажем, вика, на Гребки, вика, на лотарија изгрева стан. И сега проблем, бракот уште не е разведен, станот стегнат во брак. Добро, вика ми, што да правам, каже, чекај, викам сега да мислиме што да правиме, какво да. Добро, викам, има решение. Татко ти го изгребал станот. Гребката има, татко ти, дај му на татко ти. Ама не, вика, трафиката кај што е купена, тај ме знае дека јас. Тај ќе каже, вика, кумано јас ми го. Добро, поклон си, купена,
на татко ти си му дела. Не знам како, вака, така. И да размислам да преспиеме на вечер, 2 вечери, 3 вечери, спиеме, слушаме се секој ден, вака да правиме. И вика, слушај, вика, не ќе вика да одам во трафиката од кај што ми е купена грепката, пошто ме знаат вика и таму. Не ќе да се разчуе. Може ли вика да дојдеш вика со мене у Скопје лотарија да одеме. Таму да ја пријавиме добивката. У лотаријата у Скопје. У седишето. Добро, нема проблем, ајде, адвокат сум сега. Ајде ќе одеме со адвокат. Ќе си имаме награда. А меѓу време додека се тоа разговара, добивката е стан во Скопје 54 квадрата или 45 квадрата, не знам така некоја квадратура. И имаше там, пишуваше проценета вредност на станот колку е, сега не се сеќавам тоа како беше. И сега од друга страна вика, може ли вика, јас вика грепката да ја продадам или станот да го продадам и за тие пари да си купам поголем стан у друг град. Може, викам, ајде, ако најдеме некој да го купе, може ли вика да најдеш некој? И Петар, јас случајно не сакајќи јас наоѓам човек што е спремен да го купе стан у Скопје, вика да, јас сакам вика стан у Скопје, си купам, ќе го издавам под кирија, колку пишува толку ќе го купиме, не е проблем. Супер, кажувам на жената, она веќе наоѓа стан у нејзиниот град да си го купи станот за таа пара веќе, со поголема квадратура станот ќе. Добро, понеделник се бајли 8 сата одеме во лотарија. Да го зимаме станот, не. Одеме во лотарија и у зградата на МРТ на 12 пратливна како беше таму. Одеме горе, обезбедување не чека пред врата, викам добар ден, викам јас сум адвокат, идам со жената, викам да пријавиме добивка, викам стан. И ми изгледам, супер, честито, ајде, супер, влезите во канцеларија. Влегувам таму. И таа една вработена там жена, повелите, викам, јас сум адвокат, викам на жената, викам, а она ми вика, дојди со мене да не ме нешто излажат, не, адвокат да има, да не знам, подпишам нешто да ми ја земат. А по пат дека возиме натаму ми кажува, вика, грепката, вика, 5 дена ја кријам, вика, кај мајка ми и татко ми во плакар и има направено 6 копии од грепката, вика, за случај да не ми ја некој земе, па да може да се докажам. Се сериозна работа, стан. Добро, стан нема работа сега, искрено. Влегуваме на жената и кажувам стан, супер, ајде, честито, седнете тука и почна слушнаа дека се вика и другите вработени, 7-8 души указали сите гушкат, честито, ајде, супер, честито. Дај грепката, ваде грепката и има таму на тоа да титнат тако и голем екран телевизор, и титка грепката, добивка 200 денари. Ака сите гледаме 200 денари. И таа жената вработената вика, ама вика господи, нема вика стан вика на оваа грепка. Не, вика, грешка си вика, опоново титка. Ајде вика, нема проблем. Па така, добивка 200 денари. И тие другите што беа таму почнаа да си отпорнимите канцеларии, остануваме сами веќе. И вика, не е можно, вика, дај да видам пак. И она гледа грепката. Да бе, вика, баја мојата грепка. Дај, вика, и таа вика, вработената, добро, вика, ако не веруваш, вика на мене, вика, заеми сама си тит. И сама оде на тоа барково титка. 200 денари излага. И жената вика, таа вработената, дај, вика, да видиме грепката, да ја разјасниме. Оно, Петар, грепката како што е, и сега има, како беше, горе имаше некои бројки, тие бројки ги гребеш, и ако некој од таа бројки доле имаш, по таа бројка пишуваш од добивка нешто, така беше. И сега 64 беше бројката, уште памтам. Оно има изгревано 64 горе, и доле имаш 64, и под и над 64 уствари пишува стан. Стан во Скопје кој да пишува, над бројката 64. Ама грешка читаме ние. 64 под 64 е 200 денари. Значи добивката на до 64 е 200 денари, не е станот над 64. А тоа траеше, да ти кажам, 5-6 дена интензивни комуникации, планови, како таткото да го пишеме собственик на станот, а после ќе го префрлеме на нејзино име со договор за поголем рок. Така да. И најжалното, добро, ајде, натаму одевме како на свадба, назад како на погреб, небитно. И стат сум јас во Штип и ми звоне мене купецот од Штип, што требаше да го купе станот. Адвокат, че ајде што правиме станот, ќе го земаме ли? Ајде, викам, оди да пиеме кафе, да се договориме за станот. И кој му кажа, до ден денеска ми се смее да ти кажам. Така да. Добро. Има такви некои ситуации. Незгодно ли ти од тие луѓе, другите што сега
Имаш го клиентот кој што кажал нешто што тој мисли дека е така и ти му завршуваш целата работа. Имавме скоро и ние нели ситуација со тебе, кога требаше да се снима видеото. Пред некое време и сега договараме се и првата страна зафркнува. И снемува, нешто се случува. Види, у конкретната ситуација, мене ми беше после незгодно и сам си ја барав вината, најдов вина, поради тоа што јас таа грепка, јас никош не ја рекол, јас да ја видам грепката. Може би јас ке сум го видел тоа што го кажа таму. Јас верувам на неа. И таа беше, крепката беше скриена во хартии, во вестници, значи никој не може да ја види. Ни радијација да не може да ја фане, разбира. Ама се е искуство. Се е искуство, за друг пат ќе знам. И ако гребеш грепки да ја видиме убаво. Тоа. Може би интересна тема е. Колку треба да чекаме да ни се паднат некои работи на лотарија? Еве и ти си пример кој што сам излегол да работи. Дали би сметаш дека за животна лотарија зборам? Да, за било каква лотарија, еве нека е. Види, и за бизнес и за работа, дали треба да очекуваме сами работи да си дојдат? Дали веруваш во судбина, во нешто пишано, во бизнес и приватен живот и слично? Види, јас верувам дека постои Господ како ни пишал, така ќе се случува. Меѓутоа, не може ние да седеме дома и да чекаме нешто да се случи. Ти сабајле ќе станеш, пуштиш телевизорот, ќе гледаме вести и ќе чекаме милиони да дојдат. Значи и милион и на бинго, знаеш што вид што имаше? Вика не ми се паѓа бинго или лото што зашо не се паѓа, уплаќаш ли? Па не. Ти не ни уплаќаш, сакаш да се падне. Така и ово, значи не може да очекуваме дека нешто ќе се случи ако не преземаме никаква акција. Значи за секоја реакција, нели? Акција и реакција мора да има. Ти твое сабајле да станеш и да одеш на работа, да работеш, да заработеш, да измислиш, да бидеш предприемач. Од друга страна резултати ќе има. Не мора да значи дека ти милион ќе направиш денеска. Меѓутоа чекор по чекор ќе стасаш. И за жал тежок е пато нагоре, а надоле е многу лесен пат. Така да може да се измачиш да стасаш догоре и после со една грешка да бидеш пак доле. Така да јас сметам дека наше е да работиме тоа што сме го тргнале да го работиме и веруваме дека тоа можеби си го и приметили до сега во работата. Секогаш има некоја страна што те гледа без да знаеш. И ќе ти пристапи кој најмалку ќе очекуваш. Значи ти сега не знам дали постои таква опција, ти не знаеш кој гледа сега твоите видеа на YouTube, нели, како име и презиме, не знаеш. Не знаеш кој гледа твоите рилови, кој се смее. Значи можеби тај некој што го гледа видеото или ова видео ќе го гледа, можеби и за мене после ово видео ќе се јави некој клиент, не знам, што нема да имам потреба други клиенти само со него ќе работам. Имавме слична ситуација, еве, Филип Дамјановски Термалифт, кој што беше гостин пред година и пол, немам појма. И вика, му се јавнели како епизодата ти се допаѓа и слично. И вика, не, можно, вика, одам, вика, у банката, и седнуваме со директорот, ја вика, претходно не сум видел, вика, таму. Со тај директор, нели, да се види. Ја вика, вика, да, ја тебе, вика, гледа, вика, на еден бизнес подкаст. Вика, ја прв пат, вика, само кај тебе имам дојдено. И сега и на мене ми беше како, види ситуација, разбираш. А појма немаше, ни ја. И тоа е интересното. Тоа значи, не можеш да знаеш кој те гледа и кој шо има мислење за тебе, што не мора да значи дека сега тај некој те гледа и тебе, ти утре ќе дојде тај со тебе да соработува. Може и после една година ќе дојде. Може некој те прати цело време. Може така да го следи твој развој, да види дали ти ќе се развиваш како што на него му треба развој да биде твој. Така да тука кај нас опасно и многу кои те следат, кои те пратат како развој. Ама ти за тоа одеш и на борење се. Да. Јас поради тоа, знаеш самиот, бев вклучен во еден познат судски процес и сега ти се појавуваш на телевизија, се појавуваш на медиуми, ти не знаеш од другата страна кој те гледа тебе и како фидбек има од друга страна. Позитивен, може и негативен ќе има. Меѓутоа твое да се појавиш, натаму. И лошиот маркетинг е добар маркетинг. Да. Бидно е да те зборат. Да не те забрават. Ако не те забрават, ако те зборат, ти си топ. И полошо да те зборат. Значи замисли и полошо да те зборат. Сега некој некаде двајца седнале и зборат за тебе. Тоа е топ. Па и најлошо да го зборат за тебе.
Битно зборот. Шо? Петар се поправил. Добро, значи на вас двајцата ви текна за Петар денеска да прозборе, така? Како изгледа еднината на адвокатурата во однос на вештачка интелигенција, чат GPT и слично? Јас да ти кажам искрено, многу не ја практицирам и да речем, не ја многу уште разбирам чат GPT и вештачка интелигенција, меѓутоа што комуницирам со колеги, сметам дека доста употребувана. И дека била многу корисна. Значи, вели тоа што може да ти го срочи во 5 реченици, можеш да 3 сата на Google да бараш нешто што може тука да го... А гледам дека и фамилиарно се користи па и за готвење и за... Значи, окей, сега... Не сега, користењето на технологијата, не можеме ние да се враќаме назад у камено доба. Мора да ја прифанеме технологијата и да ја користиме. На крај крајава технологијата за да ни помогне, а не да ни одмогне. И сега, јас, колку и да не сакаме, нели, телефоните сега да речеме ти збориме нешто, после 15 минути ти изгледа спонзорот. Прислушкуваат секако цело време. Да, ама јас на тај начин си купив возило. Сега ги ти кажам пример. Почнувам да гледам една марка на возило и на YouTube гледам споредба прават со друга марка на возило. Викам, таа подобра е, другата споредба. Ама гледам дека таа истиот бренд, ама има и друг модел. Викам, во уште подобро. И така гледајќи видеото, 2-3 пати го отвори на YouTube. Петар, не мина 1 сат да мина. Вртам на Facebook, третата објава, спонзорот у Скопје исто возило се продава. Јај сега ми кажи и видео да го видам возило да го. Не, ние не сме свесни. Треба да знаеме и да ја искористиме. Не сме свесни ние како луѓе дека уствари ние дозволуваме цело време да не прислушкуваме затоа што и смарт часовниците многу луѓе ги користат, а всушност ги прислушкуваат цело време. И Не сега ако улеземе ние у филм сега дека нас не слуша прислушкува. Не. Несвесно имаш сигурно притиснено на лоу, дозволено, микрофонот да те уклучен на и сега ние зборуваме за автомобили. 100% после на мене ќе ми излезе дека некоја акција. Ама ако не притиснеме на тоа hello, нема да може да функционира телефонот, така ли? Да. Некоја опција нема да се отвара или апликација. Значи неизбежно е тоа. И затоа не треба да му оддаваш важност, кога ти кажам. Тоа е тоа. Живееш со тоа, функционираш со тоа. Да. На крај крајава па и не знам дека правиш некои лоши работи, па да се криеш од нешто или било. Тоа е дополнителната олесителна околност. Дури викам ти, ако си свесен дека тоа се случува, а ти си у дело на технологијата, дури можеш тоа да ги употребуваш. Да. И сега интересно е, дојдовме до нов автомобил и слично. Колку е важен личниот имидж кога треба да се оди со клиенти, како е сите правници, вие сте во оддела, дотерани, скоцкани, како што треба по ПС. Колку влијае тоа на соработката со потенцијални клиенти? Знаеш како? Доброто возило, например, тоа кај нас тоа значи дека, например, ако имаш добар автомобил, добар телефон и слично, дека на него му иде, он е добар. Гледај, знаеш кој не постои втор пат за прв впечаток. Значи, првиот впечаток е битен и важен, да, секако. Може би на некој му е битно возило и марка, на мене тоа па и многу не ми се битни кој што возило вози. Јас с мене возило што почнав да имам проблеми со старото возило, а многу возам, многу патови ми требаше некој возило што ќе нема да имам проблеми да одам по мајстори. А иначе дали сега ти ќе дојдеш кога ние ќе имаме собствено, дали ќе дојдеш, не знам, со Fiat или ќе дојдеш со Mercedes, нити ќе ми смее на мене нешто тоа. Ако се удел да разговараме за соработка, ќе соработуваме, разговараме за бизнис, ќе работиме бизнис, а ти со што ќе си одеш дома, дали ќе си одеш, дали ти е колата под лизинг, дали ти е купена, мене не ме интересира. Меѓутоа, гледам дека кај доста луѓе им е битно тоа. Битно како кола вози, каков саат носи, каков телефон. Ја телефон имам од пред 4-5 години ми е телефон. Дали сметаш дека кога требало да отидеш на состанок со некоја правно лице, некоја фирма, влијае на одлуката за соработка и тој дел? Не сум размислил, може би да влијае. Не, може би верувам дека влијае, ама знаеш, сепак
Влијае до одреден момент, влијае кога те гледаат. И добро, и после седнеме на маса, треба да разговараме, нели? Треба да се договориме, треба да работиме. Госто е колата е надвор. Со колата сум дошол, со колата ќе си одам. Што ќе сработиме? И што ако дојдем јас со Мерцедеса, не знам на тебе да ти завршам работата, услугата што ја бараш од мене, не знам да ја завршам. И што ако возам Мерцедес јас? И ти ќе се дори сомневаш како јас сум го тај купил Мерцедес. Па сега, нели, ако ти, чекај бе, ти не можеш да ми не завршиш на мене тоа што го бара, а ми доваѓаш тука со Мерцедес, прашање дали твој Мерцедес на крај крајава. Нели, можеш си го земал од комшијата, обрчете си го земал за да дојдеш кај мене на собствено. До таму може да, ако веќе навлеземе да, нели, да разглобуваме што се може да се случи. Така да, јас многу на тие финеси не паѓам, да кажам искрено. Да, најискрено. Имаш ли некој цитат, некоја реченица, мисла која што те води вака во бизнисот, во приватниот живот и слично? Целта ги оправдува средствата. Одводетел, да, дефинитивно. Треба да направиш цел. Ти си имаш твоја цел и треба да постигнеш целта. А што средства ќе избереш? Ако си имаш зацртана цел, да. Според мене да. Имаш ти цел, треба да стасаш до целта. Што ти га лиши? Мораш да стасаш. Без разлика дали таа цел ти што ти е зацртал е добра, лоша, позитивна, негативна. Таа е твоја цел. Ти си е зацртал таа. Може би не ми свига мене твојата цел. Ама ти сакаш да стасаш там, направи го тоа и стаси там. А после ти ќе се одлучиш дали ти е добро или не тоа. Сметаш, во бизнисот нема емоции, нема, Сметаш дека тоа е правилно? Бидејќи зборуваме за целта ги оправдува средствата, затоа. Па не, сметам дека е правилно да нема емоции, сега кој колку може да нема емоции, колку сега збориме сепак за живи луѓе, нели, не може да ги. Меѓутоа, колку помалку емоции, подобар ќе биде бизнисот ми. Пак ќе тргнам, ти си ми пример на мене за успешен млад бизнисмен. Не. И да речеме сега, гледај сега, ако ти имаш емоции и сега ти дадеш фактура према некој што си му работил и тај не ти ја плаќа фактурата на тебе. Минат месеци, половин година мине и него тужиме, ајде може сега он да е, не знам, дужен на други, па он чека сега пари, па е може на детето роденден ќе славе, и што се? Па добро, треба на мене да им платиш. Јас на тебе заврши ли ти го тоа, заврши? Плати ми. А натака ти направи си саб друг. Колку помалку емоции, јас не викам дека сум таков. И јас не сум таков. Меѓутоа треба да е така. Треба да се нема емоции. Па да, се уште ни недостасува на нас тој амерички, западњачки дел во бизнисот. Петар, видим, ние ние недостасува, меѓутоа верувај дека во Скопје, преска спомна, во Скопје има многу безчувствителни, да ги кажам, и компании, и луѓе, и бизнисмени. Соработката, да, изработеното треба да се плати, купеното треба да се плати. Ако можеш, ако не можеш, не го купувај, не го плаќај. Значи, и тоа е чист бизнис за мене. Чист бизнис. Апсолутно, јас сум за тоа. И сега јас ќе си јавам те, Петар, знаеш, не си ми платил фактурата и ти ќе ми кажеш, знаеш, сега жена ми ќе оде за 8 март за Рим, требат ми пари, што да правам сега јас? И мојата може жена сака да оде за Рим за 8 марта, немам пари, и не ми платена фактурата. Твојата жена доде, мојата не. Ама не, не ме интересира твојата жена, не и мојата жена. Имам јас и ти деловен однос што треба да биде чист. Кога ќе биде чист деловен однос, ти што ќе правиш дома, мене не ме интересира. Ни па тебе треба да интересира, јас дома што ќе правам. Така е. Сега, ако е се така, расчистено, ќе немам јас работа. Тоа да. И затоа ти викам дека и не е добро. Многу да ја отварам очи. Да. А книга која што треба да ја прочита секој? Владетелот нека е од Макијавели, од Сун Цу може вести на војувањето. Па се тие книги, зборам тие книги у дело на луѓе кои што сакаат да речеме лични развој. Имаш ли? Да, овие сите прочитани книги. Имаш ги читам? Сите. Ти за тоа си така у бизнис. Ама интересна книга е ова на Сун Цу. Цело време се зборува за војна, а ствари не е за војна. Да. Тоа е поентата. Зборите за животот и за патот во животот и го збори.
Зарно интересно на како треба да се функционира, како треба да се размисла. Па тоа ти кажам, за личен развој, за сами како да функционираш. Која е твоја лична навика без која не започнува денот? Еве, Утринско кафе. сам со себе. Дефинитивно утринско кафе за почеток на денот и знам петок вечер или сабота вечер, ама дома, не надвор, знам некоја пура да запалам. Уживател Тоа си ми она е сакаш. задоволство само, друго Да. нешто после. Па немам некој хоби, антиспортист сум, катастрофа. Спорт не ме бива така да и не знам за да не си трошам друго време, така да дома на тераса најдобро ми е. Која порака би ја пратил на младите предприемачи, лидери и слично? Што би сакал, дали е во делот во правото или нешто друго? Па не, и правото и бизнисот исто е да треба секој да сака да успее во животот и да не чекаш ти да бидеш зависен од некој друг. Значи, сам можеш да створиш многу повеќе од кога, знаеш како беше? Вика, гради си го својот сон, за да не те вработи некој да го градиш неговиот сон. И имаш уште една вика, на англиски е everyone have 24 hour a day. Someone use it, someone abuse it. Значи некои ги користат, некои ги злоупотребат 24 сата. Ти си го правиш распоредот на денот. Дали ти денеска ќе одлучиш да се видиш со 10 души, да разговараш за бизнис, може за спорт, можеш у 6 сата да играеш те кошак и играеш. Знам дека и тоа го правиш. Да. Значи, тие се твои 24 сата. И никој не одговара за тие 24 сата како ти ги потрошиш. На никој не одговараш, сам на себе си одговараш. Дали ќе ги успееш да ги ефектуираш или можеби денеска сакаш да одмараш и ќе одмараш. И не е спорно и тоа, и треба да одмараш. Знам дека многу работиш и треба да одмараш. Во се на мене се однесува. Да, за тебе зборам. За мене ти си пример за млад успешен бизнисмен. Не, далеко сме уште ние од успешни како Добро. маркетинг агенција и Одеш слично. натаму, одеш Да. натаму. Целеме на тоа. Така. Така да. Значи, Полека, нема чекор, откажување. чекор. Да, и мораш да гледај сега, борба е. И не само за тебе, и адвокатурата, борба е човек со ајкули се бориш. Има со стари искусни адвокати, имаш војна со фамилии. Значи, зборам фамилија, мајка судија, татко винител, син адвокат, ќерка нотар, извршител, не знам, фамилијано, и они седнат, да речеме, у сабота, у недела дома на ручок, и ти дома на ручок имаш на една маса седе цело правосудство. Цел правен систем. И они тука можат да ја решат 8 предмета, да речеме, разбираш? А ти дома се чукаш главата, човек, како да стасам до таму, како тај предмет, како овај. Не си сакал да влезеш во судството, да бидеш судија и слично? Пак и ти кажам, сега за сега, не знам понатаму како е било, меѓутоа ќе ти кажам, како што ти кажав и претходно, не сакам работно време. Само тоа ми е проблем. Само тоа. Добро, бидејќи нели сите имаат афинитети да влезе како судија, па да напредува така, па Да, ама знаеш, и судија, окей, да, можеби ти велам, можеби некој ќе ми се пројави желба па би аплицирал. Меѓутоа, и судијата, јас го гледам тоа, нели ти си там во канцеларија, работиш. Јас не сакам канцелариска работа, сега јас да седнам административно, сега ќе работиме, се е окей тоа, меѓутоа јас сакам да трчам, да бидам у движење, да со луѓе, со контакти, во друг град, во трет град, како ти кажам, да не си ставаш сам бариери, да не... не Да бариери се и затвараш. неизвестност. Сакам неизвестно. Значи јас сакам да ми биде на мене неизвестно. Може би не е тоа толку добро, меѓутоа на мене неизвестно и дено и неделата и местото кога ќе тече. Едно е ти што го правиш плано, меѓутоа кажаме дека плано се мене у 8 сати сабајле може да се смене целиот ден. Да. Ти благодарам за прекрасниот разговор. Благодарам на поканата. Искрено добар муабет си направивме, се надам дека и се допадне и на гледачите. И наредно гостување да имат 4, 5, 6, 10 вработени исто така. Благодарам на поканата. Надевам се дека ќе бидете што поуспешни, па наредното гостување со моите вработени у некое поголемо студио да бидем, ваше студио, да не собере нели сите. Да ставиме микрофони, да оговараме. Така, да. А вие продолжите да ги гледате епизодите на Bizcast и се гледаме во некоја наредна епизода. Поздрав!